Државната изборна комисија со 30 милиони денари на 17 општини со блокирани сметки ќе им помогне во реализирањето на уврските околу организирањето на локалните избори. Станува збор за трошоци околу превозот, обезбедување простор за гласење, струја, вода, како и надоместок за одборите. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести, а во продолжение да ги погледнеме насловите за денеска. Потпишан договор за изградба на 4 улици во општина Ѓорче Петров. Ново паркиралиште за велосипеди. На 1 октомври на плоштадот Македонија прошетка напред розово чекори против ракот на дојка. Изложба по повод 50 години од творештвото на Павле Кузмановски. Продолжува трката за градоначалничките места на општините и градот Скопје. Во продолжение да погледнеме што изјавија дел од кандидатите за градоначалници денеска. Сакаме да ја промовираме новата улица Есенинова, која што ќе биде ново поврзување на општина Аеродром со општина Кисела Вода. Поврзувањето ќе биде на делот од новата железничка станица, тоест на делот кај Трета македонска бригада, позади измеѓу Тутунскиот комбинат и насипот на железничката пруга, покрај објектот Адора, па ќе излеземе на булеварот Борис Трајковски кај Алфа банка. Во нашата програма предвидуваме и тим луѓе кои што перманентно ќе работат на расчистување на дивите депонии, на расчистување на каналите, на расчистување на сметот како што е овој позади мене кој што го гледате, со цел да обезбедиме здрава животна средина за граѓаните. Овдека во Кисела Вода ќе започне ревитализацијата на планината Водно. Од овде ќе започнеме и ќе ја сопреме дивата сеча на шумата, ќе го ревитализираме секој оштетен дел. Во Козле, меѓу Козле и Тафталиче, каде што порано се наоѓаше фабриката Алумина. Мислам дека граѓаните и на оваа населба нема да бидат задоволни доколку уште повеќе се задуши и закочи нивното урбано живење овде. Се уште не е сигурно чија е легална собственоста на плацот, меѓутоа доколку постојат некакви нелегалности и малверзации, ние тоа ќе го испитуваме. Да се смени деталниот урбанистички план, за овој дел да стане нешто друго, а не ново градилиште. Инфраструктурата ќе биде мој најголем приоритет. Нема да дозволиме да има неасфалтирани улици во Ѓорче Петров. И тоа го ветувам јавно. Во наредниот период планираме да се асфалтираат преку 100 улици во Ѓорче Петров. Ние се залагаме да обезбедиме чиста и здрава вода за пиење за секој наш граѓанин. Чист воздух, затоа што тие се клучни за здравието на нашите жители. За нас ништо не е поважно од здравието и благосостојбата на луѓето. Како идна локална власт се залагаме за поставување на мерна станица и детектирање на големите загадувачи во општината, соодветно санкционирање и соодветно нивно санкционирање. Малскиот дух во сите делови од општинава да се задржи. По ова што го кажувате и по тоа што го гледаме по улиците, овде интенцијата Тафталиџе еден да се повтори приказната. И полош. Секаде каде што има проблем, спор, потенцијален проблем, потенцијален спор, да направиме ревизија. Значи сега не се лажеме да ветуваме дека ќе стопираме се, реално е неизводливо секаде да стопираш се. Во наредните 4 години ќе се посветиме на 5 главни работи кои што представуваат проблем за граѓаните на општина Карпош. Младите луѓе во општина Карпош сакаме да им обезбедиме домување, особено на младите брачни парови, а тоа значи целиот оној простор што го имаме како општествена, односно државна собственост позади Зајчеврит и делот кој што е во касарната Илинден, ќе го испарцелисаме и ќе го доделуваме на млади брачни парови од општина Карпош бесплатно и во исто време ќе ги ослободиме од комуналии да направат своји домови на мали парцели и тие домови нема да чинат повеќе од 350 евра по метар квадратен. Денес сме во посета на населбата Табак Сити во општина Аеродром. Би сакал за оваа населба да кажам неколку работи. Во моментот сме во фаза на носењето на деталните урбанистички планови за овој дел од општината.
очекувам до крајот на другата година сите 3 детални урбанистички планови да бидат донесени, со што на граѓаните ќе им се овозможат услови за уредување на своите имотно-правни односи и нормално ќе се создадат услови за општината да може да продолжи со целосна урбанизација на овој дел општината. Тоа беше блокот за локалните избори, а сега продолжуваме со активностите од урбаните вести. Во паркот спроти студентскиот дом Гоце Делчев денеска беше промовирано уште едно паркиралиште за велосипеди во рамки на проектот зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина. Под мотото "Вклучи се за здрава животна средина", денеска во паркот спроти студентскиот дом Гоце Делчев во Карпош беше промовирано паркиралиште за велосипеди. Велоостровот е донација на Сдруженијето на граѓани Центар за климатски промени Гевгелија. Како што информираат организаторите, целта е да се придонесе кон намалување на аерозагадувањето и бучавата, а воедно да се придонесе кон поздрава и почиста животна средина, која е дел од акцискиот план за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки во областа на животната средина, кој е изработен за периодот 2017-2020 година. Во рамките на оваа активност, вклучи се за здрава животна средина, заедно со општина Карпош, одлучивме да поставиме велоостров, односно паркиралиште за велосипеди, се со цел подигнување на свеста за грижата за животната средина и секако поттикнување на младите за што поголемо користење на велосипедот. Локацијата за избор, односно за поставување на овој велоостров беше одбрана од страна на граѓаните, каде што општина Карпош постави анкета јавно достапна на веб страницата на општината и граѓаните имаа можност цел месец да гласаат за 4 одбрани локации, односно да ја одберат локацијата на која што сметаат дека е најсоодветна за поставување на велоостров. Во рамки на промоцијата на првите 100 учесници им беа поделени флексибилни ленти и беџови брендирани со логото на проектот, донаторот и пораката за вклучување за поздрава животна средина. За значењето на животната средина и убавините да се вози велосипед зборуваа и децата од основното училиште Јана Москоменски. Училиште доаѓам со велосипед, мислам скоро секој ден, дека пред некој ден врнеш и тогаш не може да доам на училиште со велосипед, ама скоро секој ден доаѓам на училиште со велосипед, возам и таму покај водно и така. Супер. А ти дали возиш велосипед? Да, јас секојдневно тоа ми е мојот секојдневен превоз до училиште, до било каде кај што одам го имам мојот велосипед со мене. Настанот е дел од активностите на проектот зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина. Финансиран е во рамки на програмата за акциски грантови на невладината организација Цивика Мобилитас. На 1 октомври на плоштадот Македонија ќе се одржи прошетка под мотото "Напред Розово, чекори против ракот на дојка". Оваа прошетка ќе биде во чест на сите жени кои имаат рак на дојка, за оние кои се излечиле, но и за оние кои ја изгубиле битката со болеста. Под мотото "Напред Розово, чекори против ракот на дојка" на 1 октомври ќе се одржи прошетка во организација на Сдруженијето за борба против рак "Борка за секој нов ден". Прошетката ќе се одржи на плоштадот Македонија, а ќе биде во чест на сите жени кои имаат рак на дојка, за оние кои се излечиле, но и за оние кои ја изгубиле битката со болеста. Со ова ќе започне 3-месечната кампања за борба против оваа болест. Прошетката ќе се одвива во центарот на Скопје, ќе почне на плоштадот Македонија, ќе продолжи на улицата Македонија, потоа по улиците Димитрije Чуповски, пошто учесниците ќе поминат низ порта Македонија и ќе се вратат на плоштадот. Рутата е долга 3 километри и е во вид на панделка. Председателката на Сдруженијето Биба Додева информираше дека кампањата ќе се одвива во сите поголеми градови во Македонија, а Розовиот едукативен караван е составен од лекари, психолози и онколози.
Целта на кампањата е да се подигне свесноста меѓу жените со метастатски напреден стадиум на рак на дојка, кој може да се излекува доколку е откриен на време. Над 1200 жени секоја година се детектираат, а 4 жени дневно заболуваат од рак на дојка. Заложбите на Сдруженијето се да им се овозможи на сите жени и мажи да добијат соодветен и навремен третман и пристап до нова терапија. Потпишан договор за изградба на 4 улици во општина Ѓорче Петров помеѓу општината и групацијата Ленди Груп. Станува збор за кредит добиен од Светска банка во вредност од околу 20 милиони денари. Денеска во општина Ѓорче Петров беше потпишан договор помеѓу општината и групацијата Ленди Груп за изградба на 4 улици во оваа општина. Како што нагласи градоначалникот Сокол Митровски, станува збор за пари добиени од Светска банка кои треба да бидат наменети за доградба на улиците и со овој договор Ленди Груп треба да ги заврши улиците. Вредноста на овој договор изнесува околу 20 милиони денари. Сакам да нагласам дека овие улици се од кредит на Светска банка и се надевам дека Ленди Груп као проверена фирма, као докажана фирма која работеше веќе во општината Ѓорче Петров, веќе од утре ќе почне со изведување на градежните работи со цел да искористиме градежната сезона и да ги завршиме сите овие предвидени работи кои се предвидени во овој договор. Сакам од ова место да упатам до граѓаните на овие 4 улици, посебно до улицата Алекса Демниевски, кој веќе долго време ја најавувавме, дека со овој договор денеска што го потпишуваме, се надевам дека за 2 месеца или за нешто можда и поскоро оваа улица ќе биде целосно завршена со сите градежни зафати кои. Представничката од Ленди Груп Ана Христовска истакна дека заедно со партнерите на компанијата ќе се обидат да го исполнат овој договор и ќе им ги изградат улиците на граѓаните од овој дел на општина Ѓорче Петров. Оваа работа ќе ја направиме заедно со нашите партнери Градежен институт Македонија. Ќе се потрудиме во дадениот рок да ги завршиме нашите обврски и ќе одговориме на динамиката на работата на што ни е покажано значи во нашиот договор спрема општина Ѓорче и да изведеме се во најдобар можен ред и да им изградиме најубави можни улици. Отворена изложбата на ликовниот уметник Павле Кузмановски по повод одбележувањето на 50 годишниот јубилеј од неговото творештво. 30 дела кои ги создал Кузмановски во последните неколку години се изложени во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив. Денеска во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив беше отворена изложбата на ликовниот уметник Павле Кузмановски, кој со оваа изложба одбележува јубилеј од 50 години од неговото творештво. На изложбата беа представени 30 слики кои ги насликал Кузмановски во последните неколку години. Павле Кузмановски спаѓа во редот на уметници кои изградија свој оригинален сликарски свет, препознатлив и високо вреднуван од ликовната критика. Во досегашната негова кариера организирал над 50 самостојни изложби, а со своји дела учествувал на бројни групни представувања на сликарството во Македонија и во странство. Кузмановски е добитник и на меѓународни и национални признанија. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Сарај, Аеродром, Центар, Карпош и Кисела Вода. Без електрична енергија поради закажани технички зафати ќе останат дел од општините Сарај, Аеродром, Центар, Карпош и Кисела Вода. Утре во периодот од 9 до 11 часот дел од корисниците од село Раште, од 8 до 9:30 дел од корисниците од улица Богомилски поход, главната улица на почетокот, улица Тодор Чангов и под улиците 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, како и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20. Од 10 часот и 30 минути до 12 часот и 30 минути корисниците од улица Рајко Жензифов, од 9 до 12 часот корисниците од улица Пролетерска број 26 и улица Петар Чајковски број 50.
Од 8:30 до 10 часот корисниците од улица 3 Македонска бригада, број 39, од 7 до 9 часот дел од корисниците од населба Сингилич, улица Роман Каскалиевич и околните улички во делот на Камник кај ресторанот Бела Виста, во периодот од 10 до 11 часот и 30 минути дел од корисниците од населба Драчево, под улиците од улица Радко Митровиќ кај Туланата и во периодот од 8:30 до 11 часот дел од корисниците од центар улица Даме Груев, број 16 и трговскиот центар Палома Бјанка. Какво време не очекува во наредниот период, ознаваме од МТМ Метео. Со ова информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на МТМ. Довидување.